Не искам да земам збора, но за да задржим и традицијата, дека стално зборувам после Панчо Минов, мора да реплицирам. Значи, законот е парцијален и палијативен и од таа гледна точка воопшто не се вклучил во дискусија. Имено, наплаќањето на државата за нешто што е задолжително започнало историски гледано во периодот на посткласично римско право, кога империјата била банкротирана. Значи, се што е задолжително треба да биде бесплатно или да се плаќа символично. Значи, првиот проблем во нашата правна сигурност која ја немаме е тоа што Македонија има најскапа и најбавна правда во Европа. Значи, првиот проблем го спомна претходно еден од говорниците, а тоа е авансното плаќање. Значи, кај нас во државата авансно плаќаат граѓаните, однапред плаќаат за да дојдат до судот. Имено има суди помеѓу законот за судски такси, кој е лекс специјалис, и законот, например, за парнична постапка. Едниот вика дека неплатена такса не може да биде пречка за судско постапување, другиот вика дека може да биде пречка и е пречка реално, бидејќи додека не платите судска такса, која е енормно висока, вие не можете да си го остварите правото на пристап до суд. Вториот проблем во оваа сфера е анатоцистичкото плаќање на судските такси. Имено, ние сме меѓу ретките држави која нема процентуално ограничување на плаќањето судски такси. Хипотетички, тоа значи дека за спор кој реално вреди 200 евра, вие може на крајот, ако го изгубите, да платите 800 евра судски трошоци со се сите оние паушали на адвокати, такси за суди, вештачења и слично. И третиот проблем кој го занемаруваме е така нареченото сиромашко право, односно регулирано и со Европскиот суд за човекови права во пресудата од 2001 чувена пресуда Креус против Полска. Креус бил човек кој им рекол на полските судови: ако ви платам такса која треба да биде половина од мојата плата, јас ќе не можам да живеам и да им плаќам школарина на децата. Тие го игнорирале, дошле до Страсбур и Страсбур донесува една генијална референца и сентенца, вели: правото на државата да ги наплати судските такси во никој случај не може да биде поважно од правото на пристап до суд. Тоа значи, хипотетички, ако една шивачка која ја избркале од работа сака да тужи, зема од бирото 100 евра, тие 100 евра треба да ги даде за судска такса. Не разбирате до кој е абсурд. И затоа Левица ќе го поддржи овој закон, но е палијативен и парцијален. Значи, проблемите се овие три кои ги набројав и бараат системско решение, а тоа може да се направи доколку има политичка волја од владеачкото мнозинство.